Два дена преспанскиот договор и што со него доколку не останат на власт е главната тема со која се занимаваат СДСМ и ЗАЕВ, но и понатаму тврдат дека тоа немало да биде основната теза за изборите. ЗАЕВ вчера одржа и посебна пресконференција за што ќе се случило со договорот од Преспа ако на власт дојде ВМРО ДПМН, а неговиот портпарол ги повтори тезите и денеска. Ама лидерот на СДСМ како да се премислува, вели во предизборието ќе зборувале за економија. Не може ние политичарите да не ги спомнеме. За мене е ризик уништувањето на Преспанскиот договор. Прво затвараме еден нов сосед повторно со проблем, можно ново вето, ретроградни процеси, кавги со соседите или слично. И затоа секој пат ќе го спомнувам. Лично ќе се посветам со огромна доминација на економијата, за да има вистински економски надпревар помеѓу политичките субјекти. Заради тоа што, уште еднаш кажувам, две работи се тие што ќе бидат доминантни во следниот 4-годишен период. Економија и трансформација севкупна на нашето општество. Токму економијата и реалниот живот на граѓаните, како што Алфа го предупреди премиерот, се главна тема на сите избори. Но како ЗАЕВ планира да им се наврати, ако секој ден повторува дека ВМРО ДПМН, кога ќе дојде на власт, ќе го поништи договорот, а со тоа ќе сме ги загубеле НАТО и ЕУ. Како што наближуваат изборите, сегашното раководство на ВМРО ДПМН продолжува да заговара опасни идеи за укинување или поништување на договорот од Преспа. ВМРО ДПМН сака да го укине договорот, кој не донесе до полноправно членство во НАТО и на чекор до започнување на преговорите со Европската Унија. И додека СДСМ се занимава со хипотетички ситуации, останува неодговорено прашањето. Како доколку влеземе во НАТО годинава, некогаш би можеле да не исклучат оти одредена партија сака ревидирање на Преспанскиот и како државата би се вратила 20 години наназад, кога договорот постои само 2 години.